Почитуван председателе, почитувани колешки и колеги, граѓани, еве јас како осознаена инспекторка, граѓанска, ќе се осврнам на овој закон, се додека имаме закони со вакви наслови, има шанса, бидејќи се плашам дека после заканата за Охрид, дека ќе имаме закон што ќе се вика закон за животно загрозена средина, а не за животна средина. Значи, ќе бидам конструктивна. Мислам дека има потреба од ваков закон. Зошто? Зошто кога постои закон за животна средина и кога постои закон за инспекција, за инспекцијски надзор, логично е дека ако една од најважните области е заштитата на животната средина, впрочем тоа е и темелна вредност на уставниот поредок, треба да има ваков закон. Маја веќе неколку пати го спомена законот за прекршоци, да, штом во законот предвидува многукратно поголеми казни, тоа покажува дека и доброто што го штитиме заслужува посебно внимание. Што сакам друго да посочам? Прво, законот би требало да има европска логика. Зошто? Зошто неодамна го разгледувавме извештајот за напредокот и токму во извештајот за напредокот сите знаеме дека поглавието 27 е најскапото што постои од сите, најтешко се реализира и затоа треба ние час поскоро сами да градиме еден однос и во таа смисла се согласувам дека сите треба да се доживуваме како субјекти, како своевидни инспектори. Зошто? Затоа што она што исто така се посочува во извештајот е потребата да се подобри меѓусекторската координација, овде има таква интенција, да се воспостави регионален систем за управување со отпадот, се погласно зборуваме за тоа, и се вели дека итно е потребно да се одвојат повеќе финансиски средства, односно дека има недоволно финансиски средства. Оно што јас во стартот сакам да го потенцирам е исто така нотирањето во извештајот на потребата од зајакнување на диалогот со граѓанското општество и на таа линија морам да потенцирам дека ние имаме бесплатна правна помош во еколошкото право од бројните невладини организации кои се автентични, кои се засновани на знаење и мислам дека тоа е драгоцена помош. Понатаму во извештајот се нотира недостаток на транспарентност и пристап до информации и веднаш да не заборавам на оваа линија и советите на невладините организации, на веб страниците се да се обзнанува од телефонски броеви на инспекторите до загадувачи, до можности каде да се јавиме сите ние за да алармираме и така натаму. Заклучокот исто така е дека во моментов е слаба координацијата на централните и локалните органи и во тој поглед има едно решение, бидејќи е тоа интегрален систем. Проблемите не се гледаат од централната власт од Скопје подеднакво, како што зборувавте сега кај Радовиш или било каде, и локалната власт е власт што ви е пред очи, значи подитно треба да работиме нешто во тој поглед. Веќе јас, кога колегата мој спомена финансиски средства, навистина е чудно во делот 4 напред да пишува проценка на финансиски средства, овде пишува за спроведување на законот не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални обврски за отделни субјекти и дека донесувањето на законот не предизвикува дополнителни трошоци во однос на администрацијата и засегнатите субјекти. Невозможно. Ако предвидувате во законот најмалку еден инспектор во секоја општина, што за мене е малку, но тоа е најниската граница, се разбира дека е јасно, а имате само во 50 општини обезбедени инспектори, јасно е главта за финансиски средства на локално ниво, зашто иначе ќе нема кој со кого да се координира. Во извештајот исто така се посочува, се упатува и на донесување на други закони, например за индустријските емисии и така натаму, и јас мислам дека час поскоро
треба и оваа обврска да ја исполниме. За средствата кажав што сакам да потенцирам што е важно за овој закон. Значи, Законот за инспекцијски надзор е донесен во 2019 година, а сега доаѓа овој закон, 2022 година сме и кога се предлага закон во 2022 година се однесува на инспекцијскиот надзор во животната средина, мора да се внимава на решенијата од законот, ова е значи лекс специјалис, во однос на законот лекс генералис, општиот закон, да има компатибилност на решенијата и со право и О2, ама и со право сите ние кои детално го проучивме овој закон, констатираме дека не во сите решенија има ваква усогласеност. Имено, тренд на оваа влада е да ги зголемува ингеренциите на министрите за сметка на органи кои се стручни и компетентни. Например, во овој закон има решение дека надзорот ќе го прави комисија, што ќе ја формира министерот. Ве молам, слична таква има кај наставниците, директорот ќе ги назначува, градоначалникот од директорите, или ако сакате кај оној закон за едукација, законот за Академијата за суди и јавни обвинители, исто министерот може да предложи членови и на комисијата и на управниот одбор. Тоа е политизација. Нам ни треба деполитизација и целосно се согласувам и со О2 и го делам како правник тоа мислење, дека во случајов надзорот треба да се врзе за така наречениот совет, а не за министерот, и се разбира, најголемите овластувања во целата материја треба да ги има државниот инспекторат. Тогаш ние ќе бидеме сигурни дека нема политиката да влезе и во оваа сфера која е многу важна. Се согласувам дека е поевтино, поефикасно да се обединуваат на хоризонтално ниво ресурсите, тоа впрочем го дозволува и Законот за локална самоуправа. Имам само една забелешка, нашиот Закон за локална самоуправа не предвидува заедничка администрација, туку заеднички административни органи во оваа област. Некој веќе кажа, мислам беше колегата Левков, дека е многу важно да има прецизни рокови во законот. Тоа ќе го направиме со амандмани. Што поширок круг на механизми и канали за пријавување на она што се случува на терен, партнерство кое ќе биде промовирано со невладин сектор, зашто сето тоа е гаранција за подобар, поефикасен и поефективен надзор, а за него е најпотребна, како што некој исто пред мене рече, гарантирање на отвореноста, јавноста, брзината на постапувањето, но најмногу стручноста и компетентноста. Кај инспекторите во членот 8, нели се вели дека може да се бидете избрани за инспектор ако поседувате високо образование, меѓу струките што се важни во оваа област, исто така се дека може и ако сте завршиле факултет за безбедност, што е општествена наука, да бидете регрутиран. Предпоставувам дека во различните профили, може би има профили за правно толкување, затоа е оваа можност, но што потенцирам овде? Мислам дека не е доволно само да се напише високо образование за да се стане државен инспектор. Мислам дека треба и некои додатни критериуми, зошто заради стручноста и компетентноста. Кога ќе речам стручност и компетентност и кога ќе помислам на заштита, некако профилот на господинот Пауновски ми се појавува и наместо тој профил да го следиме во регрутирањето, јас мислам дека следиме нешто друго, нешто што е поблиску до партиите, а не до професионалноста и стручноста. Јас би сакала, овде сега да кажам во која насока може би ги насочиле, завршувам, би ги насочиле амандманите, значи реков,
во одземањето на ингеренциите на министерот за сметка на стручните органи, понатаму во обезбедувањето на веб страниците на сите можни информации, понатаму во внесување во програмата за инспекцијскиот надзор точно на елементите во поглед на напредокот, опремата, пристапот, лабораториите, за да може да се повикуваме на нив. Значи, и завршувам, мислам дека со амандмански подобрувања ќе може да добиеме еден закон кој што ќе одговори на предизвиците. Целосно ми е прифатлив предлогот на О2 и останатите за инаугурирање на така наречено пасивно и активно дежурство како законска материја, за да не велат потоа дека не биле недостапни. Значи, кај овој профил, кај инспекторите, нема дека се недостапни. Во било која прилика тие мора да бидат достапни, но јас веќе реков, овде има доволно елементи за да може овие предлози да ги вградиме. Но за министрите нема место во ваков закон во поглед на надзорот, бидејќи тие вршат политичка функција. Очекувам, значи, кооперативна соработка за време на расправата. Добро, сега е председателот под импресија на овие средби, бидејќи, нели, швеѓаните, последната реченица, со право шведските пратеници рекоа дека се незадоволни од членството во ЕУ, кога е во прашање заштитата на животната средина, бидејќи нивните стандарди се далеку од просечните во ЕУ. И ние сме под нивна импресија со председателот, да, пријатно.